Ајде уште еднаш. Добро вечер на сите. Вечерва сме овде со еден прекрасен повод, прекрасна причина да ја промовираме За тебе најдобро момче на Емилија Карафиловска. Добре ни дојдовте и мило ми е што седнувам во функција на промотор вечерва. Како се чувствуваш прво да те прашам, пред да почнеме? Прво, добра вечер на сите присутни и фала ви премногу од се срце што навистина одвоивте време да дојдете овде. Иако е дошлив денот, надам дека е на верикет целиот, дека е позитивен, колку што може. И што овие минути кои што се надам ги имате одвоено од се срце, буквално ќе бидат знак и на поезијата, и на дружбата, и на наследките, ама и на хуманоста. Токму нели во рамките на велигденските пости да не заборавиме од каде потекнуваме, што сме по вид и по род, кои сме, да бидеме хумани, хуманитарни, колку што можеме, да не си ги јадиме душите едни со други, туку едноставно кога ќе се погледнеме да си бидеме и рамо, и за плачење, и за болка, и за среќа, и за радост, како што вие сте вечерва за мене. Дето говорам се на прашањето. Не таман си е. Да ти кажам, добро се чувствувам, имам некоја трема, јас сум оперирана од трема и од срама, ама некако не знам, некоја позитивна трема почнува моментално да ме надгризува, мислам дека ќе биде супер, во моја корист. Да знаеш, секој тремата треба да има промотор. Полесно е за авторот, ти си знаеш што си напишала, така што промоторот може да не знае, се спеа. Шега настрана, ние некако многу неофицијално почнавме, што е малку официјално, ќе ја прочитам една од рецензиите кои се напишани за книгата, а ова е на Милчо Јовановски. Името на Емилија Карафиловска не е непознато во Охрид, а верувам и пошироко во Македонија. Таа чекор по чекор се етаблира на македонската поетска сцена. Зад себе ги има студиите од прв циклус на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, како и студиите од втор циклус на Филолошкиот факултет при УГД Штип. Дополнително има и лиценцата за областен лектор по македонски јазик. Исто така, Емилија зад себе има еден куп награди од различни своји развојни фази, кои доволно говорат дека пред нас со својот труд од песни стои личност која цврсто гази во светот на поезијата. Сите горе наведени аргументи и даваат за право да плива како риба во вода и да си поигрува со зборовите, слоговите, стиховите, строфите, како и со пораките кои испливуваат од незините мали поетски ремек дела. Листајки и читајки ги песните, добивам печаток дека секоја зад себе еден вид недовршена приказна. Но со длабоки пораки кои тераат на размисла и кон откривање на тоа што има зад зидот. Насловот или зборот. Карафиловска лесно си поигрува со зборовите, гради конструкции кои ја греат душата и го покажуваат богатството на нашиот јазик. Таа вешто бега од сувопарност и едноличноста и гради поетски структури кои недвојбено припаѓаат на еден поинаков зборовен ракурс, навидум едноставен, а длабок. Со поетско-социолошкиот јазичен израз ги крши бариерите и предрасудите во машко-женскиот свет, при тоа јасно изразувајќи ги чувствата и емоциите. Тоа е рецензијата на еден од рецензентите. Сметам дека доволно една не мора да читаме сте. Јас само би ги истакнал дел од наградите кои ги имаш добиено, затоа што и мене ми беше мило да прочитам. Значи, добитник на Живко Чинко, која што е баш наша охридска награда, во наводници охридска, добиена во 2016 година на конкурсот за краток расказ, како и наградата Антологија на болката при Рациновите средби во 2018-та. Нема ги прочитам сите, се надевам не се лутиш. Чекај барав сега, ги од поскорешните, не. Најдобра беседа во чест на Прличев за 2023 година на конкурс организиран од НУ библиотека Григор Прличев Охрид. И тука е признанието автор на годината за 2023 година на Слушките книжевни вечери. Се разбира, со толку награди објавувани твои дела има насекаде кај нас. Меѓутоа, мислам дека најзначајното дело е кога објавено дело е кога ќе се собери се во една книга. И сега пак ќе те прашам како е чувството
да се дојде до промоција на првата твоја стихозбирка? Добро прашање. Прво ќе кажам од каде тргна се. Збирката е подготвена 6 години, значи не од вчера, не е вчерашна. Мислам дека како уште малку ќе почекав и полнолетство да наполни, како бев тргната. Беше поттик, ја должев оваа книга некому. Значи, некој кој што цело време ме носи на грбот, кој што цело време сум како бреме, како терет, на плеки, не е лесно да се носи карактер како мојот, посебно значи мојот нрав, и беше личност на која што цело време и се враќам одново и одново, која што ми ги буди сите мои пориви, ме предизвикува цело време и мислам дека како да има некој пакт со Бога склучен, да ме натера да излезе сето она мое внатрешно што тлеело со години, кој што ме разорува со години, како некој бран кој што цело време си го разорува брегот, и конечно мислам дека кликна тој момент кога мораше нешто да се објави. Личноста на која што и должам буквално се во животот е Емилија, која што верно насликава има нецела 1 година. Така, мамо. И она е детето кон кое што постојано се враќаме како луѓе, нели многу често го слушаме таа синтагма во последно време детето во мене. Токму постои тоа дете и тоа како, тоа е детето кое што не тера на сите чекори, кое што не тера да направиме работи кои што не сме ги мислеле дека можеме да ги направиме, кој што ни ја дава целокупната таа сила, да кажам, доверба, самодоверба која што ни е потребна да ја турне напред. И ја должев оваа книга години назад, затоа што на толку награди, на толку појавување во јавност или пак кај да кажам пишување, толку многу фолдери, документи со поезија, мислам жално ќе беше да останат и боже мој, по некоја случајност да се избришаат сите. Вака барем колку толку имаме на физичка жива верзија од самата книга и ја посветувам на Емилија, која се надам дека е горда на оваа Емилија која што е денес и дека и ги исполнав желбите, поголемиот дел од желбите, посебно последниве 2 години, кои што ги имаше, и се надевам дека ќе стигнам уште подалеку, кој што и таа самата не можела да замисли кога била дете. Рече дека должеше. Се има еден интересен момент што рече и ја должев. Значи имаш во смисла и како сврзник, но имаме и како да си ја должела на малата Емилија. Кој е поголемото и поважното за тоа што се должело? Кратката заменска форма. Како сврзникот. Знаеш, ние сме малку како народ, балкански народ кој што живее со тој синдром на варена жаба, не знам дали воопшто мислам, го знаеме самиот синдром, кога ќе ставише на жаба во врела вода, добива инстинкт дека треба да преживее, да се спаси, скока значи од таа вода, ама не ние луѓето. Затоа што ние луѓето колку некој да ни ја загрева водата, ние си мислиме дека ќе дојде некој надвор, ќе не спаси, ќе дојде надвор, ќе искочи рингота, ќе стави ладна вода, па ќе ја разлади водата, и кога ќе навлеземе во тој комфор, многу е тешко значи да излеземе од него. Секогаш чекаме некој да дојде, да не убеди во нешто, тоа всушност самото убедување лежи во самите нас. И разликата е што жабата верува на инстинктот, а ние веруваме на стравовите, што е тотално погрешно, и затоа можеби кога се повлечеме во таа комфорт зона, многу работи кои што можеме да ги оствариме, и тоа како можеме, немаме значи граници кои што може да не ограничат, ние самите си го правиме затворот околу нас. Тоа е апсолутно точно, дека сами си го правиме затворот околу нас. Дали кон самото должење некакво влијание има и наградите? Ти извинјавам за ова должење сега. Знаеш како? Затоа што знам дека успехот е супер, ама кога ќе оствариш успех си создаваш сам себе си некаков притисок и си поставуваш очекување што мислиш дека другите ќе ги имат, а всушност самиот, како што рече и ти. Дали дел од тоа беа и самите тие награди?
Знаеш, кога ќе добиеме награди некако како да чекаме аплауз од другите, наместо да си дадеме аплауз самите на себе што сме постигнале и како да чекаме нечии туѓи фала отколку на сопственото кој што може да си го дадеме. Има, да ти кажам, удел во рамки на и на творењето и како поттик и инспирација, ама некако како да се бурев со она што бев јас вчера и со она што треба да станам денес. Кога веќе се повлеков во таа комфорт зона од творење, кога го напуштив тој дел, мислев дека имам доволно освоено и доволно ми се, ама сега гледам дека всушност с ништо не сум освоила од она што сум планирала како дете и кој што допрва сметам дека треба да ги постигнам, да ги остварам, да ги достигнам и така натаму. И пак се надевам дека тогаш нема да биде за Јордан да дојде да ме потапка по рамене мече браво Емилија, туку буквално ќе се потапкам самата себе и ќе си речам алау да тие. Мислам дека тоа е најважно, но што знаеш, искуство е. Сега и да едно последно прашање во периодот, а тоа е зошто сега? Значи, кој беше тој суден момент да речеш јас сакам да објавам збирка? Како што кажам, збиркава беше подготвена 6 години и седеше во некој си фолдер таму, што не знам, како да чекав Господ да дојде да ми покаже Емилија, ја имаш. 3 години со ред беше аплицирав на министерство и неискрено имав пренато раце. Последниот пат кога помина на министерство и кога решија да ја финансира како проект од национален интерес. И мислам дека повторно чекав некој да дојде да ми рече ајде објави ја, значи можеш, го имаш нештово, каде сите па таму и ти. И токму тоа бе луѓето од министерство. Некако мислам дека да не поминеше оваа година немаше да соберам храброст, едноставно и поттик да те објавам јас самата. Мислам дека овој дел од муабетот можеме да го завршиме со читање. Така што оставам ти да ни прочиташ може 2 за почеток, да не ни дојдат премногу што се повеќе. Ќе почнам со најдолгата која што е во рамки на збирката. Збирката има 46 песни со една цел, која ќе се собере значи до крај, се добро бројот 1 и се надам дека тоа ќе е бројот на почетокот, но уште многу дела, каде што ќе имам повод да ве соберам на некоја место, дали овде или каде да било друго, во една добра атмосфера, каде што ќе покажеме ем колегијалност, ем хуманитарност, ем добрина, ем човечност и каде што нема да заборавиме дека јазикот ни е многу богат, имаме богата јазична оставина и дека навистина ни е скапо името, скап ни е јазикот и ќе сакаат да ни го земат. Претесно е. И битува тесно на душава во еден град, во кој бев и лошо и бев лоша, во кој не знаем за друго небо, освен таванот во собата, во која нашите тајни средби станаа течии, во кој заборавам да јадам, а уште помалку да дишам, во кој се сретнуваме само ако е убаво времето, а забораваме дека се е релативно и времето и ние, во кој сите би да имаат крилја, ама во нечие крило никогаш и не заспале. Таму бидува потесно на погледот, со кој барам некого да не најдам, во еден град, во кој додека е гасеја искрата на мојата љубов, својата веќе ја врниле во оган. Во еден град, во кој ништо не би било како што е, да не е како што не е. И ете, претесно е во телово во еден град, во кој сум родена за да изродам, што пород, што изрод. Во кој како силум те оттргнувам, така милум те дочекувам. А врз срцево имаш повеќе прашина отколку што јас сум избришала. Ама бришам што дамки, што лузни, што спомени во еден град во кој секој за некого се раѓа. Пуштени? Со љубов. Ноќ фасона ми преспива некаде, како и се друго мое, кое ниту дошло, ниту ме одминало. Да се присетувам на кажувањките од баба ми за грдата жаба и принцот, кој со еден бакнеш ја престори во принцеза и свадев. Секој во својата темнина преживува,
копнејќи по љубов во грамови, така заробен во грдотијата на животот. Ноќва сонот ми преспива некаде и блови по непознати немои води, кон неговите насукани погледи кои ме голтаат, така гола и боса сама ко осама, да се прашувам дали сум у сон или не соница. Ноќва сонот ми преспива некаде, да при инсомнија се грчам од плач без крик и боледувам од туѓи колнати и своји избори, дури се обидувам да сум усилило или сивило, шанса или шансуна, куќа или дом. А ти непознат човеку, не ме прашувај зашто не спијам. Со молитва го чувам од смрт, а со љубов од себе. Ленш ми се допаѓа што кога некој ќе го прочита насловот, ќе помисли дека ќе добие една исклучиво љубовна стихозбирка, ама тоа е само кога ќе го прочита насловот, меѓутоа кога ќе почне да ги чита песните се добива многу повеќе, значи се добиваат соништа, надеж, копнеш, многу повеќе од само љубов. Ме интересира која е она инспирација и како ја направи таа селекција на токму овие 46 песни? Тоа е прашањето кое што учениците најмногу мразат, што сакал да каже авторот. Знам. И авторите го мразат и тоа знам, затоа не е директно кажано што сакаш авторот да каже со песните. Некако не е само собери ги на едно место песните и само објави кога да се објави нешто, па дај му наслов на некоја песна која што е како глас ги води сите останати, како нели војниците од Самуиловата војска. Потребна е кохерентност, значи многу е потребна кохерентност и некако да се комплементарни песните меѓу себе, да се поврзани, да се надополнуваат, да водат еден тек, една атмосфера и да побудуваат некоја емоција која што е блиска за сите, значи да нема дистинкција помеѓу емоциите. Намерно се направени 5 циклуси, намерно се избрани наслови кои што се од тие најгласни песни во рамки на самите циклуси кои што некако ја носат пораката која што треба да донесе тој циклус. Беше тешко да се направи селекција, но кога станува збор за знаев што сакам, искрено, знаев кои песни припаѓаат на како јас се чувствував во моментот кога истите беа избрани. И некако, што знам, гласот натрешен ми кажуваше што треба да содржи самата збирка, што би било прифатено и што некако би го одржувало тој текст. Че би имал некој мотив кој што ќе ги држи самите песни како една целина, како прибежиште на сите песни. Песните кои што не се вклучени, знам дека за ова ќе ме прашаш. Знаеш, и другото што сакам да те прашам веќе одговори и ова веќе готово, јас да станам, да те оставам да си позборуваш, само најдобро. Се смеам. Нема проблем, најде. Песните кои што не се вклучени, не значи дека не припаѓаат или не ми припаѓале на збирката. Знаев дека сакам да имам 46 песни, прво беа 45. Наредно 64. Може. Сака 45 затоа што деветката некако ми символизира хармонија и некако ми беше онака буквално мирни бранови, мирно езеро, но кога станува збор за песните кои што не се вклучени, може би припаѓа на некоја следна збирка. Значи тоа не се заборави, не се песни фрлени на течена харта и фрлени во канта, како што сакаме или некои емоции да ги збришеме од нас, па ги запишуваме или некои сеќавање, па нели ги гориме или ги фрламе, така кажуваат психолозите. Колку е тоа коректно и има ефект, не знам. Ако не разберат екологистите, тешко нас. Точно. Ама верувам дека ова е само почеток и дека многу пати ќе се дружиме повеќе, дека сигурно ќе се преработуваат песните кои што останале, некако некој стих можеби нема е тука местото, како што кажав минатиот пат, и сакам да отспијат. Значи сакам да помине еден период, се надам дека нема се пак 6 години, да чекаме или да подпорасне па да тргна нели во прво деление, ама мислам дека за брзо ќе следува втората.
Јас мислам дека со оглед колку луѓе се дојдени овде вечерва за тебе, тоа треба да ти е мотивација да ги поминиш тие што седат дома прво и да видиш што може од нив да се избере, да се поврзе, да си го најди сентиментот кога си ги пишувала, за да ги врзиш во една нова стихозбирка што поскоро. Сакам да ги прочитам целините кои што се, значи имаме тој таму отаде, имаме сложена, многу ми се допадна таа, и песната мислам. Во мене гори нешто мое, молк премолчувам и за тебе најдобро молчам. Како ги дојде до целините или прво за цртежите сакаш да спомнеме или за се? Ајде прво како себе си се најде да ги поврзиш, да ги групираш. Мене знаеш како секојаш сум љубопитен за тие работи, затоа што знам дека не е едноставно да се направи некоја целина што ги поврзува песните или во мојот случај би било расказите, и баш затоа сакам тоа да го споделиш со публиката. Првенствено, значи песните не беа во циклуси, значи беа онака едноставно нафрлани, ама некако отскокнува по интервал некои песни и сваќаш дека едноставно мораш да ги сублимираш, да ги ставиш во една целина, во еден циклус, ајде да кажеме, литературно. И мислам дека најмногу се доведов во прашање кога ги бирав насловите на циклусите. Не сакав да е некоја песна, ама пак од друга страна, ако ставиш име на циклус, а некако ја немаш песната да поентира, значи да каже она зашто се избрал истата, зашто е основата, зашто е носител, темелот на самиот циклус кој што си го изградил, некако ми изгледаше многу сувопарно, многу празно, како да буквално да целиш во празно. И најдобро си реков дека ќе ги избрам песните кои што мене најмногу ми лежат, кои што будат, значи во мене посебни емоции, кои што значи буквално може да ги фатат за раче останатите кои што се премногу блиски по емоција и да ги поведат во една целина. Кај што го спомна самото тоа на поврзување во целина и носечките песни, таква една градација на мотивите се чувствува кога ќе се читаат самите циклуси во рамките на книгата, за накрај да дојдеме до молкот. Па сакам да те прашам колку зборови крие молкот? Нема збор со кој што може, значи, да се искаже тишината, да се каже тежината која што ја има молкот, затоа што некои чувства едноставно немаат зборови, не може да сносат тежината која што, значи, чувството може да го понесе, да го искаже, да го раздроби човекот на трешноста, и некако нема збор кој што толку многу силен и може да го издржи тоа чувство. И навистина веќе кога престануваме, кога немаме што да кажеме, настапува молкот, и намерно имам еден стих кој што кажува: за тебе најдобро молчам и при ова кнедливо грлово. Значи се она неискажано, се она што не можеме да го кажеме, да го доловиме, за кој што нема кој да не разбере, едноставно останува тука како кнедливо грлото кое што постојано, значи, не потсетува што било, како било, на мигот, на споменот, на чувството, да не го заборавиме, и затоа молкот е многу по-ефективен, повлијателен, позначаен отколку зборот. Ќе прочитаме сега пак. Сакате исполнам желбата со сложена и ќе ја прочитам. Може. Сложена. Сончевина, во нечи дом повторно е ладно. Ти ко ангел кој во потрага по својот пекол, желен за тишина, пак си ја вуштил мојата песна. Тебе сум ти оној човек кој мене ми треба, кој еднаш не прозборил, а за секогаш се замолчил. Тебе сум ти оној рај од кој се бега, во кој секој си ја наоѓа сродната душа, освен оној што ја нема. Знаеш, играме домино. Тебе сум ти оној крај кој не ликува на својот почеток, во кој се бориш за живот, а си се изборил за љубов. И од се што не сум, јас сум само една разложена, сложена жена. Така уште една или да помуавате или да после уште? Да кажем уште една, ќе почитам.
Има една песна која што ми е посебно драга и која што колку пати да ја читам некако будим така, ајде да кажам, силно чувство во мене. Како некои морници да ме лазат цело време, одново и одново, јас сум ја пишувала, не ми е ништо ново, ама ми е посебно драга. Не боли, мамо. Час времето ми седнало, ни лута, ни залутува. Туку луто лежи ко спружена осмица. Та не врви, мамо, дури ме раѓаш за смртта. Час времето ми станало, дури таму некаде гладнувам. Та не се сити, мамо, ни со вдахнат живот во жилавче, ни со светот кој од тебе е припитомен. Час времето се игра, лист, камен, ножички, со моето нероденче, кое ни небо, ни кал видело, уште неразболено од првото ветре. Со лице подгорено, дури ги милувам со разлеано миро, туѓите синови со имиња на апостолите. Час времето згаснува во нечи аорист. Дури јас гледам се, онаму каде што ти гледаш ноќ. И не боли, мамо, дури ми ја гора душата. Оти во огнот ништо не е изгубено, само пеплосано. И да, не боли, мамо, болката за дома. Добра сум. Да, добро, да проверам само. Добро. Нешто е добро кога имаш нешто со што нон-стоп ќе ти предизвика до исто чувство, затоа што секој ден што ќе прочита после и дома, да знаеш дека ќе има истото чувство, истиот сентимент, може би не истиот, ама ќе го предизвика она ежење. И тоа е прекрасно. Јас имам луксус да не пречитувам, пошто сум прозаист. Бев изненаден од нешто, а тоа е што пред секој циклус има по некој цртеж. И во денешно време, кога ќе видиме цртежи, сигурно прво ќе помислите, ChatGPT. Арно, мене не ми личеше на ChatGPT, затоа си прашав. Може да ни кажеш кој ги црташ овие прекрасни цртежчиња пред секоја тема, еве вака, кој ја нема книгата ви покажам. Ова е за тој таму отаде. Еве, сложена. И тоа баш ми се допадна самата илустрација, самиот цртеж. Посебно ако се земе во вид песната која веќе ни ја прочита. Знаеш како јас ќе ги покажам, а ти можеш да ни кажеш, за да не губиме многу време. Ми беше премногу ти кажав супарно да е туку така само даде насловот на самиот циклус, без да има некоја илустрација, зашто знам јас колку сакам, колку сум желна кога има во некоја книга некакви се илустрации и некако не дека ми го одвлекуваат вниманието, но ми се интересни, ми се поживи, ми се подоловени, повизуелни самите циклуси и отприлика знам што би очекувала во рамки на самиот циклус кој останува збор за песните. Илустрациите се дело, мислам, идеја и насловната и корицата, значи буквално се на мојата другарка Марија Симоновска Мета, која што имаше трпение за сите мои желби, имаше буквално уво да ги слушне сите мои идеи кои што ги имав и мислам дека на крајот испадна едно добро парче. Значи ова е дупол аплауз за двајца. Знаеш како, не го спомнав ова денес, меѓутоа на првиот разговор кој го имавме овде, морам да си го кажам доживувањето, пошто сите скроламе на Facebook, а јас кога работам, тоа ми е момент додека сум на друго место и Facebook ми е за скролање, меѓутоа во еден момент застанав на корицата. И реков, леле, колку убава корица, стегнав лайк и продолжив натаму. Се среќаваме, ми ја покажува книгата, и јас, твојата книга беше прашалници цели, значи не ни видов, ни чиве, ни ништо, едноставно, мене корицата, значи вклучувајќи го насловот, тоа е многу важно, ми остави голем впечаток.
Како беше се работи, значи, знаеш како со илустратор и се колку ја малтретираше, кажи ми, колку мораше да ги смени чкрткиве за да ти угоди. За луѓето. Добро. За луѓето. Или да не ја викам да си кажи. Да ја дадам збор. Па не, ајде. Значи кажи дека се беше супер, не сака да кажи ништо, значи супер беше. За луѓето кои што ми го знаат карактерот и наравот, знаат дека многу сакам да контролирам и не оставам буквално ништо на случајност, значи Значи се погодила професијата. Да. Работното место, да речам, ајде. Да, и Марија мислам е другарка, човек кој што буквално е секојаш ми е десна рака, е буквално за се, човек кој што знае да пофали, да искритикува, е рамо и за плачење, и за тапкање, и за поддршка, буквално за се. И знаев дека се обраќам на вистинскиот човек, знаев дека е човек кој што ќе ме разбере, човек кој што знае многу работи за мене. Буквално ми ја чита душата и знаев дека нема да има многу мака со самата илустрација. Буквално 3 сати работа беа, едно испиено кафе. И веднаш знаевме на што сме, веднаш имавме некоја представа првична, нели, за самата книга. Знаеш веќе кога ќе се даде кај во печатница, веќе на крај нема да личи на тоа што била во првитната верзија. Ама се на се мислам дека испана едно многу добро парче поезија. И некако вака на прв поглед дури мене ми е примамлива да ја земам. Дури во самата библиотека дома, кога ја ставив, некако баш ја личеше. Мило ми е да знаеш дека е многу важно. Јас со првата книга немав избор, немав искуство и едноставно go with the flow, имаш момент каде што ќе ти каже издавачот вака и ти кажам добро де така, добро. Добро, ама мене можда не ми се допаѓа толку многу, ама добро. Мило ми е што и сама си ја издаде книгата, пак да потенцираме тоа, така што тоа дава една огромна креативна слобода, затоа што можеш едноставно да си играш како што сакаш. Точно. Јас ја уживаш и во иднина. Дали е добро, мислам дека јасно е дека ќе очекуваме некоја збирка поезија од тебе во блиска иднина, меѓутоа ме интересира дали можеме да очекуваме нешто друго. Проза, например, дали раскази. Наградата која што мене ми е навистина посебно драга е Живко Чингол, значи наградата за краток расказ точно пред 10 години. Каде што расказот ми е премногу емотивен и ден денес сакав да е дел од оваа книга, како да буквално да поентира, да кулминира градацијски нели на крајот, ама ќе се изгубеше текот затоа што станува нели збор за збирка поезија, а не нели за некое творештво, деловно творештво на автор. Тешки ми се расказите искрено, ти кажам мејатиот пат и сега ти потенцирам прозата, ти оставам тебе. Затоа што не се пронаоѓам во прозата, немам трпение за проза, посебно не за расказите, затоа што знам дека ќе почнам шаблонски да ги пишувам и ќе почнат да наликуваат еден на друг, а тоа не е она што треба публиката да го чита, да го слушне и некој што треба да се презентира нештото. И за роман, исто така, за роман наистина треба тешка обемна подготовка, како што нели изборувавме. Затоа не те прашав за роман, не знам дали забележав. Одма реков раскази, не реков роман. Мислам дека го предвидовме сите одговорот за тоа. Може би некогаш би напишала, имам неколку идеи за роман, а мислам дека тоа би бил прв и последен кој што ќе биде напишан и мислам дека потоа може би ништо повеќе нема и да напишам. Знаеш како предноста на поезијата е што се твори во моментот, се фаќа таа моментална емоција, доживување и тоа се пренесува низ стихови, додека посебно кај романите, кај расказот може да го имаш тој момент, ама кај роман дефинитивно не. Така што според ова збирка судам дека многу повеќе ќе уживаш во се друго освен во пишување на роман. Знаеш, некако за поезијата сте имат чудно мислење. Сега ќе треба да елаборираш што е тоа чудно мислење. Дека не е за секого, дека е за луѓе кои што се интелектуално воздигнати или не знам што. Апсолутно не зборувам. Не е така, да. Не зборувам за тоа, ама некако поезијата знае да те дружи во моменти и не ти треба многу време
за да и се навратиш, за да прочиташ нешто. Можеби нема да те држи во мисла како романот, за да му се вратиш да го читаш, ама знаеш дека една доза на ден, тоа една песна ти е доволна, буквално да те оттагне од светот кој што премногу буче и да навлезеш во поезијата и во она што сакал авторот да каже. Ама пак, од друга страна, не зборувам дека е за некои си интелектуалци, па не знам, елоквентни луѓе кои што може да ја читаат. Апсолутно поезијата е за се и за секој и за секого и за сечија возраст, без разлика била интимна, љубовна или каква и да е. И некако буди многу поинакви чувства за разлика од романот. Затоа што романот е една константа, се врзуваш за еден лик, ќе ти навлезам малку во локацијата, се врзуваш за еден лик и буквално го следиш целокупниот негов тек, а овде не, се врзува за чувство. И таа е разликата нели меѓу прозата и поезијата, и зашто поезијата е попримамлива за разлика од прозата. Можам да кажам и дека денес гледам многу често нови нели поети, поетеси кои што и тоа како ја имаат онаа храброст која што јас ја немав со години за пишување, за објавување. И мило ми е што книжевноста буквално расте во тој домен и што немаме потреба да преведуваме странски автори, туку буквално ги имаме тука на домашнава сцена и потенцирање и една вежба за македонскиот јазик, кирилицата, која што премногу ја забораваме во последно време со овие социјални мрежи. Премногу, за жал. Чекај. Треба да го вклучам, да го премногу, за жал, вистина забораваме од термините до се најниво. Но тоа ќе ни биде тема на друга дискусија. Јас сакам да ти се заблагодарам што најде време и храброст да издадиш оваа збирка и да ја промовираме вака вечерва. И исто како на нашите неформални разговори, ќе дадеме пак простор на публиката. Дали некој би сакал нешто да праша пред да ве повикам овде и да дојдите, ми кажеш ти тогаш колку е цената, си купат примерок со посвета? Чи дали некој нешто сака да праша? И да каже. Или да каже, точно. Сега ќе ти донесам микрофон, зашто сепак денес е полна сала и не се слуша секаде. Честитки до Емилија. Јас ќе се навратам на мојот печаток кон личноста на Емилија. Се сретавме во време на COVID, кај Елмус горе, а имавме средба во Велгоши горе, на манастир. Се сеќава сигурно. Тоа беше првиот пат. Ми остави печаток на личност со која се познаваме со Доби. Тогаш. После се среќававме од време на време на поетски срещи. И последниот пат се сретнавме две недели. Исто. Имавме настав. И јас си кажав дека имам еден материјал кој сакам во скифта да го предушам, меѓутоа би сакал да го прегледам, да направи лектура и своје мислење да даде, да би е сето тоа бедно да се објави. Го седе материјалот, прегледа, ми честиташе за материјалот и ме избодри да го издадам материјал, кој што наскоро ќе види своето видео. И уште еднаш благодарам и честитам за првата збирка, секогаш првата рожба, знаете. И најборна и најмногу се памети. Толку од мене. Мене ми се допаѓа што се уште го имаме моментот на кој што си се поддржуваме и тоа е прекрасно. А дали некој друг нешто сака да праша? Завршиме со прашање, па после прочитам. Моето прашање за тебе е секоја
писна, најмногу се бореше. Која писна беше која беше најтешката борба, која беше најдесната борба? Не знам дали ќе ти одговорам или ќе заплачам. Тука сум некаде. Морам да кажам, имам 2 до 3 песни кои што ми будат исто чувство. Приближно исто чувство, кога ќе се спомнам мајка, сум најслаба, значи, на тој збор и воопшто на значењето на зборот. И некако песната која што ја прочитав "Не боли мамо" е песната со која што најмногу се борев и буквално размислував дали воопшто да ја ставам во збирката. Затоа што некако малку отскокнува од останатите песни, кои што се крајно љубовни и интимни, но буквално знаете дека имам грижа на совест ако не ми биде дел од моето првенче. Зашто јас сум и првото дете на мама, а ова е првото мое дете. И некако буквално тука се поклопија коцките паралелно да се објави или да се стави самата песна. Има уште една песна која што ќе ја прочитам сега, тоа е "Пред да се родиш". И се надам дека утре ден, ако Господ даде, дека моето дете ќе биде крајно гордо што мајка му буквално години пред да биде родена, го имала на мисла. Го имала во песна, го имала во инспирација, во чувство и имала храброст да го сподели со многу други луѓе. Ајде аплауз, молам. Дали друг некој сака нешто да праша? Ке беше интересно да имавме се ученици и да почнат тие да ти враќаат. Не, тие ти враќаат на прашање со друго прашање, Да. кога одмор, кога ќе звони, кога Познато ми е. Знаеш како туристите прашуваат кога пауза за тоалет, истото е. Тоа е тоа. Ти ги имаш учениците, јас туристите, меѓутоа имам и поезијата и прозата, па повели, прочитај ги. Да најду. Пред да се родиш. Ко облека за сите сезони, те навирам врз сонливата ми душа, за да се зачне твоето плачливо јаве. Ко со очи урочени од нечиста жена, стојам пред замислата за тебе, со тазе набрам босилек враце, дил ми за бајање. Ко чаша полна, престорена киселина, ги испивам до газерот твоите скокотливи смења, и молкум чекам твоите гласни жици да го скројат долго очекуваното мама. Ко соза на клепки ми стои твојот плач, дори сите туѓи гревови ме демнат пиштејки, дори се што прекумерно ме љуби, ме казнува, дори битувам нечија точка или запирка, дори се трудам да се преродам пред ти да се родиш. Не ме гледај така. Не ме гледај така. Убаво. Сакаш да завршиме или да видиме ако има уште некој? Имаме ли прашање? Да фрлам со микрофонот или да станам? Нема намера да прашам ништо, малку ми провоцира всичко микро. Питањето за Јурија, можам полку. Помну дека Емилија познава смо неколку дена едели. Ние пред да почнем да носиро разговаравме, ние да се познаваме Емилија 17 години. И неспорно е да го кажам дека Емилија може да и почне и се развиваше главата како поет. Доволно аматерска литературно клучево кое што ја дека да израсна и малку изрекучно дека не чекавме да изгледа во книга. Ние баш веќе 6 години би прашал долу материјал за кога. Прво. Второ, гиратниците на песните и збиската и четвртия пат и сега. Ја прочитав полпремолчно, ама сакам да ја прочиташ ти. Ете, некако без да почнем. Да ти одговорам прво на прашањето. Исклучи го. На прашањето,
почнав точно во младински центар, од тука тргна се, од тука некако дојде тој, ајде да кажам, нагон за пишување, ама таму ме донесе една жена која што денес не е меѓу нас. И која што некако ми ја стане таа љубов кон македонскиот јазик и заради која мислам дека го запиша воопшто факултетот. А тоа е наставничката по македонски јазик Јованка Лјатковска, која што буквално веруваше во мене кога никој друг не веруваше. И за која што ми е крајно жал и криво што не го дочека ова денес. И за која што навистина на луѓето кои што најмногу им должаме е таа ме навлече во тој свет на пишување и збор, таа буквално беше она кој што ме натера да дојдам и пак повторно беше таа, мислам, настрана беше човек кој што ме тераше да правам нешто. Јас буквално еден ден се саботирам, барем оние кои што се околу мене ме познаваат и ме знаат, и секогаш ми се ветер во грб, додека јас буквално се сомневам самата во себе. Точно да, помина 17 години и јас дори бев лута што толку многу време ми требаше за да се објави оваа книга. Го сфатив тоа кога ја фатив во раце и кога се реков Емилија за Кјотекси и точно. Дека има материјал, не он само за второ, имам уште за 4-5 назад. Значи има материјал, ама треба да се обработи, не сакам како што кажа претходно да е туку така само ајде нафрлано испечатено, колку да се има нели во CV или во биографијата или белешката за авторот, и сметам дека ќе дојде. Се надам дека до крај на годинава, значи ќе биде објавена. Пред неа ќе следи таа која што ми од магистарската теза, таа е меѓу митот, фолклорот и Андреевски, и која што мислам дека навистина вреди да се испечати тоа академско издание, и дека Андреевски е навистина, ќе кажам прецизно, е поет, потоа писател, автор и прозаист, романсиер, затоа што буквално имав коментар од, како што ќе кажам, овој мал круг на големи луѓе, дека сум пишувала налик на ја гледале Дениция, значи во стиховите. Мислам, не може да му парирам на Андреевски тоа ни подразно, затоа што секој си имаме нели свој личен белег и обележи, но сметам дека таа книга навистина ќе им помогне на луѓето кои што сакаат да го истражуваат и посебно да истражуваат неговата проза и поезија. И ќе те исполнам сега желбата. И ќе ти олести работата. Молк премалчувам. Ти реков дека кој љубел малку, немал вишок, а најмалку недостиг. Ти реков при сиот умор и немар дека те сакам за да ме замразиш, за да се замразам. Со тело ко без тело, со душа ко без неа. Ти реков дека кога сум слаба, силна сум, за да не ми помине животот крај мене, без мене. Ти реков дека преградката твоја едноставно не ми е помера. А мерам се детство, момчештво, младост. Ти реков дека ми го подкопуваш сонот и одот. Ти реков дека со тебе чекорам сама. Ти реков ли? Само молк премолчувам. Ке не изеде ли љубовта или молкот во неа? Велат во молк побрзо се умира. Ме распина. 200. Не сум навеќе, ќе кажам за кого е, или јас да кажам? Па може ти да кажеш. Првата идеја и цел која што му ја кажав на Јордана и на Илија исто така беше дека сакам да се организира промоција, но промоцијата да има еден хуманитарен карактер, а кога веќе сме во како што кажав, нели овие великденски пости, мислам дека не треба да заборавиме да помогнеме на оној кој што е до нас, кој што има потребно, што рака нели која што дава не се суши, парите од пари никогаш доста. Кишки само здравје да имаме кој што ни требаат пари. Целта на оваа промоција беше се колку толку да се соберат средства за Ева, за девојчето за кој што има премногу хуманитарни акции низ Охрид. Навистина ми е мило што Охриѓани, значи се толку,
ајде да кажам, емпатични и кои што на вистина и туѓата болка ја чувствуваат како своја и сакаат да ја поделат. И на вистина ми значи вечерва што се во токав број и затоа сметавме дека цената на една збирка треба да биде 200 денари и поголемиот дел од средствата утре или заутре да ги уплатам на сметка на девојчето. Затоа што, како што кажеш, од пари никогаш доста, ама Господ како што гледа, како што човек прави, толку дупло повеќе пати или многу пати ни враќа. Затоа сметам дека со една купена збирка вечерва ви имате удел буквално во еден убав прекрасен гест, зашто овај настан не беше само еден книжевен повик, туку беше еден повик да се присетиме кои сме, дека сме луѓе, човек, пород и да не заборавиме која ни е суштината, која ни е смислата значи во животот. Смислата значи не е да се гази по некого за да се достигне нешто, затоа што многу е полесно кога полека чекорите сиромашно, отколку кога тоните богато. Значи тоа е многу важно да се заполни и тоа е многу важно како луѓе да имаме буквално на глава, да се ставиме прст на глава дека колку што можеме, каде што можеме, навистина вреди да се помага. Значи целта не е направена за да се објави на социјални мрежи, да се потапкаме по рамо кои знае што сме направиле, кои знае колку пари сме донирале, а целта е да се почувствуваме овде внатре, дека сме живи, дека можеме и тоа како и дека навистина има некој кој што има потреба од нас. Дај Боже Ива да ни се ради здрава и жива и буквално дај Боже да присуствува на некој од следните промоции. Ајде да тоа ќе ти ги знаме. Хеј Александра. Значи, можете слободно кој не има земено книгата да дојде навака. Касата е Александра, а овде авторот ве чека за подпис и печат. Повелете. Најтешко.